Во моментов ќе го поздравам почитуваниот невропсихијатар, господинот Мица Дудучки, кој што го лоцираме во неговиот дом или можеби работна просторија во Куманово. Мица, добро утро и до вас. Добро утро вам во студиото и на вашите гледачи. Се надевам дека сте добри, пред се среќни празници и добар почеток на оваа нова 2022 година. Истото ви го посакувам и вам. Јас ке замолам само да речам малку погласно, бидејќи послабо го слушам господинот Мице, се со цел да имаме поубав разговор. Мице, кога го договаравме ова интервју, кога зборувавме која ќе ни биде темата, бевме поттикнати ние како редакција од немилиот настан кој што ја стартуваше оваа работна седмица, поточно ноќта недела кон понеделник се случи силен земјотрес во соседна Грција на 4 километри од Лерин. Меѓутоа, најсилно бил почувствуван во Ресен и во Битола, што значи дека и македонскиот народ го почувствува потресот на земјата. Беше почувствуван и во Скопје, меѓутоа не со толков интензитет. Би рекла дека најмногу луѓето кои што беа во Ресен и во Битола, особено битолчани, беа многу потресени. Тоа е една сосема нормална реакција на луѓето. Меѓутоа, стресот кој што го доживуваме и преживуваме се, доживува и во останатиот, односно го чувствуваме и во деновите после преживеаната непогода. Како реагира нашето тело? Како реагира организмот кога се случуваат вакви земјотреси? Ако се сеќавате, во една прилика имавме можност со вас да дискутираме на темата стресот ктивок убиец на современиот човек. Точно. Кога зборуваме за стресот, треба да направиме дистинкција помеѓу стресна реакција, стресовен фактор и стрес. Ние сето тоа го оставаме во исти кош, па еве дури јас ја правам таа погрешка во медицинска, во стручна смисла, но сеедно одомаќен е овај израз од стрес, па велиме дека тоа е психофизичка, психосоматска, психовегетативна реакција на сите оние фактори кои нарушуваат индивидуалната динамичка биопсихосоцијална равнотежа. Што ова значи? Значи, стресорите, односно стресогените фактори може да бидат различни. Биолошки, хемиски, од инфективна природа, може да бидат метеоклиматски предизвикани, меѓутоа и ваквите настани какви што се земјотресите, пожарите, масовните несреќи и тоа со еден спор се нарекува дизастер ситуација, а дел од медицината која се занимава со оваа проблематика се нарекува дизастер медицина, а дел од психијатријата која се занимава со последиците од дејствувањето на ваквите стресови се нарекува дизастер психијатрија или психијатрија на масовните несреќи, на масовните несгоди. Инаку, нашето тело било каде на оваа точка од земјината топка реагира истоветно, а тоа значи реагира по така наречена селиева стрес реакција. Се активира хипоталамо, хипофизо, адреналната оска, односно нашиот мозок, оној дел од мозокот каде е лоциран нашиот, условно да кажам, лоциран нашиот емотивен, емоционален живот, афектен живот е подразнет, тој преку така наречени релизинг фактори од хипоталамус делува на хипофизата, тоа не мала жлезда колку зрно грашок на база на мозокот, кој е диригент на сите жлезди со внатрешно влачење, а пак тие хормони делуваат на адреналната жлезда, на надбубрежната жлезда, така да од кората на надбубрежната жлезда се лучи адреналин како хормон, се лучи кортизол како хормон на стресот, а од струшта на супрареналната или надбубрежната жлезда се лучи адреналин. И тие имаат своји негативни ефекти. Кортизолот го повишува шеќерот. Адреналинот ја забрзува срцевата работа, ги стегнува крвните садови, ја зголемува велиме батнотропно делување, снагата на срчевата контракција, го зголемува притисокот, истегнува периферните крвни садови. И сите тие психосоматски, психовегетативни реакции се пратички реакции на оно што човекот го живува како
потенцијално загрозување и во биолошка, и во физичка, и во социјална смисла. Значи, тоа е фактички одговор на нашето тело на сите оние фактори кои имаат тенденција или пак ја нарушуваат оваа динамичка равнотежа која има секоја личност. Мице, елементарните непогоди се нели неизбежни, кога тогаш дел од нашите, односно сите ние ќе почувствуваме и земјотрес, ќе преживееме и земјотрес, и поплави, и што уште не. Еве сега конкретно нели зборуваме за земјотресот кој што го ја потресе и нашата македонска јавност. Како има ли начин да се подготвиме, бидејќи тоа се стресни ситуации во кои што, нели, како што споменавте и вие, се лачат хормони, адреналинот е тука кој што едноставно води кон тоа луѓето, нели, да се борат за живот, за да преживеат. Имаме ли начин како ние да го изменаџираме сето тоа или да знаеме како правилно да се воспоставиме во таа ситуација во која што, нели, секунди се во прашање и сите, нели, размислуваме како да се спасиме? Сигурно тука еден од начините е превенцијата на вакви настани, колку е тоа можна. Јас зборувам, ако земјината топка ја оштетуваме на начин што вадиме од неа земен газ, вадиме нафта, вадиме вода, вадиме минерали, вадиме руда, правиме лузни на самата земјина топка, ја загадуваме атмосферата, го уништуваме озонската обвивка и ни враќа. Природата секогаш знае, природата секогаш знае да врати. Тоа е првиот превентивен фактор на кој треба како човечки битие да размислуваме глобално во целиот свет. Што ќе дишеме зависи не само во Скопје, дали сте натрпали зграда до зграда бетон без и малку зеленило, ама ќе зависи многу дали амазонските шуми ќе ги уништиме или нема да ги уништиме, или дали со разни хемиски средства ќе го уништуваме, озонската обвивка ќе уништуваме и ќе дишеме она што вие во Скопје па и во Куманово дишеме. За жал имате една неславна квалификација во некои денови Скопје беше еден од најзагадените градови на светот. Меѓутоа, некогаш, односно, често не можеме на овој начин да превенираме. Сигурно дека ќе реагираме стресогено, меѓутоа многу е битно дали таа стресна реакција ќе биде краткотрајна, без долготрајни последици, или пак кај нас ќе предизвика и кај добар дел од населението, од граѓаните ќе предизвика посттравматско стресно расстройство. Војните, елементарните непогоди, поплави, пожари, масовни несреќи, земјотреси, каде што голем број на луѓе се афектирани, засегнати, секако дека ќе остават привремени или трајни последици пред се врз менталното функционирање. Зборуваме, ковид епидемијата не треба да ја занемариме и тоа е еден дизастер. За пандемија зборуваме кога се зафатени сите континенти, а севкупната ситуација во општеството, не само кај нас, од светот, претечки војни, постоечки војни, економски, социјални, морални, секакви видови кризи го нарушуваат тој баланс. Бернар го нарекол милие интериер на француски, значи она равнотежа во која би требало како битија да екзистираме и да функционираме. Значи, колку е можно на глобален ниво да се превенираат овие стресни фактори, кои не зависат лично од нас како поединец, меѓутоа од општеството, од една страна, од друга страна да ги едуцираме граѓаните на кој начин и како да реагираат. Чести се паничките реакции во вакви ситуации. И оно што ги убива паниката, да кажеме на корида настрадале толку, во Мека настрадале толку аджии, на фудбалски надпревари настрадале при рушење на трибини или во Стампедо настрадале толку и толку луѓе. Паниката не ни дозволува разумно да поступуваме? Апсолутно. Паниката е еден од најнепријатните афективни состојби. И таа афективна состојба секогаш го ремети рационалното размислување и рационалното делување. И тоа е еден од факторите зошто во такви ситуации
И подоцна настануваат посттравматски стресни расстройства кои се манифестираат преку бројни психосоматски симптоми, преку бројни психосоматски болести, преку мало адаптивно однесување, преку често посегнување кон наркотици, алкохол, како последица на овие стресови што како граѓани, како индивидуи сме ги доживели. Затоа е многу битно. Еве и за секоја пофалба што и нас лекарите повремено не ангажирате во вашите емисии, да ги едуцираме граѓаните на кој начин да се справат со стресот. Настанот се случи. Она што е дефинитивно не можеме да го вратиме. Останува она што како индивидуи треба да го на некој начин да го метаболираме стресот, да го преболиме стресот. Политичарите велат да го менаџираме стресот. Како? Прво, имаме неколку здрави механизми, а тоа е механизмот на рационализација. Рационализацијата ни вели да, тоа е само последица на нашето неодговорно однесување кон средината во која живееме. Аерозагадувањето, да кажем, недостатокот на кислород, загадувањето механички, хемиски, биолошки на водите. Значи, на тој начин да ја зголемиме свеста кај граѓаните дека само човечкото битие уништува природата, ништо друго. Сето на друго се природни некои законитости кои сами по себе се санираат. Меѓутоа, она што човекот го направи на природата и самиот на себе, потешко ќе може спонтано да се санира. Од друга страна, ги едуцираме граѓаните да ја прифатат реалноста. Тоа е рационализација како еден процес, здраво одбранен механизам, а тоа е дека и тоа е дел од нашиот живот. И сега, после тој настан, да кажеме, ајде сега harm reduction на енглезите, да ги намалиме штетните ефекти на стресните фактори. Како најчесто? Преку ангажирање. Дали ќе работиме, дали ќе се посветиме на некој хоби, дали се вратиме кон природата и кон законитости на функционирање во природата. Мојот почитуван професор Чепрганов би рекол ретир ала натир, праќање кон природата, оти не бара ништо, не само да не уништуваме, а ни кружа. Од друга страна, во таквите ситуации треба да се сочува кохезивноста на граѓаните. Именно велиме социјална дистанца во пандемијата. Физичка дистанца треба да имаме, а не социјална дистанца. Оти секогаш во средината, кога се сплотиме на било кој начин, преку дружење, комуникација, не само виртуелно, на овој начин, полесно ќе биде за сите. Стресот, ефектите на стресот на некој начин ги разводнуваме, ги разредуваме, ги поделуваме, ги секвестрираме и тој ефектот на стресот е многу помал. Оти, ако се препуштиме самите на себе, што често се случува, кон изолација, секвестрација, кон некоја саможивост во вакви ситуации, ефектите од стресот секако ќе бидат поголеми. Тоа се менталните процеси кои на некој начин треба индивидуално, ама и колективно да ги совладаме за да се справиме со стресот. Скопје е трусно подрачје. Која будала во долината на Вардар градеше онакви зградурини во проектот Скопје 2014? Тоа е злочин, тоа е утроцид. Тоа е штета на сопствените градини заради нечии интереси. Тоа правите не мора водно да го уништувате и да правите рани на самата планина, за да нечии идиотски идеи и заради профити, заради лукративни интереси ги реализирате. Да кажеме како граѓани самите, стоп, ајде да воведеме, Скопје не е створен да има 500.000 автомобили, ако не и повеќе. Куманово не е створен да има 100.000 автомобили. Па знаете што значи тоа загадување. А имаме извори на зелена енергија колку сакате. Сончева Македонија. Каде оди таа сончева енергија? Каде оди таа енергија од ветрот? Каде оди хидроенергијата? Па треба да се исползува, ама на еден рационален и разумен начин. На тој начин тие фактори енвироментални, како велиме, ќе ги намалиме. Меѓутоа, многу е битен и оној психосоцијален стресор. Ако живееме во едно општество на извитоперени вредности, ако живееме во услови на
нарушено функционирање на правната држава, на неправди кои се чинат на голем број на граѓаните, од институциите на системот, независно кој и како влади и кога се наоѓа на власт. Тогаш тие живееме во едно општество на изгубени надежди, на дезесперантност, живееме во услови на... И кога ќе се случи вакво нешто дополнително... Ова е фактор плюс, кој многу посилно во негативна смисла ќе делува во однос ако сме како личности во психосоцијална смисла здрави и способни. Затоа велиме дека сме како граѓани на овие простори повеќе вулнерабилни од што земјите кои имаат еден среден, еден нормален социјален, економски, политички и секупен живот. Мица, јас ке цитирам една дама, Маја Андоновска-Илиевски, која што напиша баш нели кога беше земјотресот, битолскиот земјотрес во 1994 година беше 5,2. Овој кој што се случи, нели, последниот беше 5,8. Тоа е се што треба да знаете, затоа зошто се тресаме веќе 40 минути надвор, по дворови, на улици, едноставно сработена секаде. И тоа е, како што вие споменавте, една нормална реакција на човечкиот организам, борбата за живот, за преживување и така натаму. Меѓутоа, би сакала малку да го потенцираме тој момент кога, нели, колку е сето ова многу постресно, кога конкретно земјотрес се преживува во вечерните часови, кога, нели, голем дел од луѓето и спијат, па тоа ќе ги пробуди, тоа е уште постресно, отколку, нели, кога е преку ден. Ајде малку тоа да го прокоментираме. Тоа дали дополнително штетно влие на организмот на сите нас? Зошто имаше толку жртви на 26. јули 1963 година, кога како дете се затекна во Скопје, мој покоен татко таму работеше, на 6 годишна возраст таму се затекна. Зошто имаше толку жртви? Затоа што во времето каде што се уште луѓето спијат, буновни, тоа е страшно нарушување на равнотежата во која претходно сме се наоѓале и најчесто реагираме со паника. Дали поголем дел од луѓето ќе биле спасени ако се засолниле врз подносечките столбови на зградите, на куќите кога се наоѓале? Дали ќе имавме помалку жртви во колку се почитуваа правилата на градењето, тоа е антисеизмичка градба. Овие земјотреси што беа во Турција, Бурса или кои беа градовите, па и во Индија, со голем број на жртви беа ради таквото криминогенно однесување на урбаната мафија, затоа што не се почитуваат правилата за градба, антисеизмичка градба, поготово во зоните каде што кои се трусни подрачја. Знаете, Дебар, Македонија, епицентрално подрачје, трусогено подрачје, Скопје исто така, Преспанскиот регион, вклучувајќи и Пелагонија, исто така стресно подрачје, дел од Северна Грција, исто така е стресно трусно подрачје. Значи, на таквите места, ние во Куманово сосема малку го почувствуваме тоа. И било кој и во Скопје кога беше, затоа што Куманово не е трусно подрачје. Меѓутоа, во овие трусни подрачја многу треба да се води сметка прво за како се гради, така? И за начинот на градење, за урбанистичките аспекти на една населба или на еден град, од една страна, од друга страна почитување на сите узанси. Добро, но тоа е друг проблем и друга тема која што некако јас и ти во моментов не може толку многу да влијаеме, освен со разговоров кој што го имаме. Ајде од вашата перспектива, како да реагирамете? Јас тука би сакала да ги споменеме и децата или најмалите кои што ги преживуваат сите овие работи, земјотреси, колку тоа во животот понатаму може да им премине во траума, затоа што вие го споменавте земјотресот во Скопје 63-та, меѓутоа се уште граѓаните зборуваат за тој земјотрес и за последиците кои што ги оставил. Значи години и години се поминати, но стресот и како да кажам, неубавата енергија која што ја донел, се уште луѓето кои што ќе се потсетат на тоа време се стресуваат.
Zapravo, pred malku što go rekao, posttraumatsko stresno rastrojstvo, zato što dobro ne sme se spravili so stresom, zato što ne sme gi educirali građanite kako da reagirati po takvi situaciji, ne sme pružale imediatna stručna pomoć, psihološko, psihijatrijska, obična persuazija, obično podržavanje, vzajemna pomoć, za da se namalat negativni efekti na stres. Сакате да кажете дека важно е после вакви настани да се посети психолог, психијатар? Individualno, da li ki pravimo neka grupna terapija. Ja stoga go znam, zato što koga bea ovi nemili nastani, odnosno fingirana vojna vodivo naselje, i koga ja i moji te kolegi reagirahme na ovaj način, posttraumatske te stresne rastrojstva bea znatno pomalku zastupeni. I vo vojната во 2001 година работаме со пациенти кои доживеле борбени стресови во Ирак, во Афганистан, и тоа се голем број од тие луѓе и голем процент од тие луѓе имаат посттравматско стресно расстройство затоа што компаниите во кои работеле невозможиле присуство на психолози, психијатри, лекари, од нив ги лекувале парамедик ситуација, болничари кои велат пиете вода и земајте кадол, uzemete paracetamol. Zato što ne je adekvatno pružena stručna pomoć i na vremena, zato se i uvod posttraumatski stresni rastroj. Znači, treba na neki način da se aktivirаме po preventivните aktivnosti, po educiranje na građanството kako da reagira na ovakve situacije. Evo i so pandemijata koga stanува збор. Da se vakcinirаме, da se zaštitime. Virusot se odneslo pomalo atipično, mutira često, stvara poveći ili pomalo patogeni sojevi koji na različit način atakiraju organizam, nekoga su blagi simptomi, nekoga su mnogo poteški simptomi. Ako građanite gi educirаме i oni je antivakserite gi stavime na marginite, оти тоа е глупост и лудост, не се почитува принципите на струката, науката, професијата, тогаш се разбира и негативните ефекти врз менталното функционирање на граѓаните ќе бидат поголеми. Депресија, јас тоа го нарекувам корона психоза, не треба да не фати страв и паника тоа, туку едно рационално, разумно однесување и на здравствените власти и на самите граѓани. Зошто во Скандинавија имаме сосема други ефекти, на Балканите, што велат бугарите, имаме други ефекти? Затоа што не сме дисциплинирани, не сме одговорни. Кај нас, се извинувам, треба да се донесуваат ригорозни закони за да ги почитуваме или казни, што е од една страна глупаво. Ама од друга страна пак постои закон за здравствена заштита. Кога се работи за епидемија, нема избор, сакам или не сакам да се вакцинирам. Никој не умрел од вакцина, тоа се лаки, со опашки, што е. Се умира од болестите кои настануваат како последица на ковид инфекцијата. Најчесто тоа се тромбоемболија на белите дробови, миокардни инфаркти и за жал се поголем број на мозочни удари кои настануваат како последица на тромбоза или емболија заради покачување од тие дедимери, цитокинска бура и да не ги гњавиме многу гледачите со овие стручни. Да, јас пак ќе се навратам на децата. Многу е важна категоријата, затоа што познавам и во моја околина, верувам и многу од луѓето, деца кои што стресно ги преживуваат земјотресите и потоа тоа останува траума понатаму во животот. Како родителите во такви ситуации да изреагираат? Како да им се каже и да им се долови целата ситуација што се случува со планетата Земја, како што пред малку и вие говорите? Првите сами родители не треба да реагираат панично, туку и на децата да им објаснат дека тоа се природни феномени во земјината ток. Од една страна, дали се тоа урвински, тектонски земјотреси, да не навлегуваме во тоа, најчесто се урвински или тектонски померања на континенталните плочи, да им објаснат дека тоа нешто под земјата работи, се движи земјата, се движат огромни земјани маси, дека метеорите се природна појава и дека тоа е дел од она што природата ни враќа и дека не треба да се плашиме за тоа, него туку треба да се во тој момент да се сплотат родителите да бидат со децата. Препорачувате психолог, детски психолог во такви ситуации ако стресот е на максимално ниво?
Па се разбира, ние индивидуално реагираме. Кај некој тој е стрес кој е минлива реакција, кај другите остануваат поголеми последици. Понекогаш захтева ваквите ситуации захтеваат и стручна помош, психолошко, психијатриска, а во најголем број случаи доволна е подршка од родителите, од членовите на семејството, храбрење, персуазија, како велиме. Ајде, тоа ќе помине, ништо страшно, за среќа нема поголеми последици врз телесното здравје, нема толку повредени, нема толку жртви. Значи, тоа е еден начин. Советување, тоа е и еден тераписки метод кој може секој од нас да го применува и како советување на самите себе, значи пружање на самопомош и заемна помош. На тој начин, голем дел од ваквите стресни реакции успешно ќе се разрешат, ќе имат пократки негативни ефекти и ќе спречат развој на посттравматско стресно расстройство. Мица, некаде сме пред крајот, имам уште 3-4 минути. Отворивме и повеќе теми. 2 минути, така ми велат. Добро, во 2 минути ќе дадете некако ваш заклучок. Споменав, отворивме многу теми и за војните, и за земјотресот 63-та, и за корона психозата и така натаму. Факт е дека стресен е животот од секој аспект. Што ќе биде вашиот совет и апел? Затоа што годината само што започна, можеби започна со земјотрес кој што ја раздрма буквално нашата македонска нација. Меѓутоа, неизбежни се, како што споменавме, некои од овие случувања, па како да се заштитиме самите себе си во поглед на тоа ментално здравје? Една генерална порака до граѓаните, а тоа е да почнеме да живееме во склад со природните законитости. И во општеството во целина, и почитувајќи ги природните процеси. Враќањето кон природата, начинот на живење, здрава исхрана, здрав воздух, здрава вода, здраво ментално функционирање. Тоа е рецептот што човештвото во иднина мора да го применува, не само на овие простори, глобално во светот треба да го применува. И за жал сите овие, и за среќа, и сите овие настани полека не освестуваат да се вратиме, да живееме не во згради на 30 спратот и не сме птици, него сме сувоземни битија, да живееме во зеленило, во чиста, здрава средина, да дишеме чист воздух, да јадеме здрава храна, не ГМО храна, да се дружиме и да комуницираме повеќе помеѓу себе, не само виртуелно, не само преку SMS пораки, туку директната комуникација тет-а-тет. Тоа е нешто најбитното. Оти во современото општество се отуѓивме до безмисла. Таа алиенација води кон индивидуална психоза, ако живееме во некој свој виртуелен свет, далеку од она социјална мрежа која е нужна за секоја личност и за нормален развој и на децата, па и на младите генерации, тогаш тие принципи треба да ни бидат водилки на кој начин треба да живееме во овој современ свет кој е полн со контрадикторности, кој е полн со несувислости, полн со ирационалност, за да можеме и идните генерации да ги воспитаме да живеат како на начин како и ние сме живееле, се разбира, респектирајќи го технолошкиот развој, меѓутоа паралелно со тоа треба да го развиеме и нашиот интелект, нашиот ум, нашето емоционално и когнитивно функционирање. На тој начин ќе создаваме здрави генерации преку процес на едукација, преку процес на реактивирање на вистинските универзални вредности на човековото постоење. Мице, ви благодарам за прекрасниот разговор. Се надевам гледачите дека ќе подразмислат за сето ова за кое што го зборувавте денеска во утринската, дека треба да си ја сакаме и пред се почитуваме планетата Земја, затоа што колку правиме за неа, толку таа ни возвраќа. Ви благодарам за убавиот разговор. Останете добри и се надевам ќе се видиме набрзо во некоја друга прилика.